Она кое што ние како влада се стремиме да го направиме како интервентно усогласување на побарувачката и понудата на пазарот на труд, ја правиме токму преку Агенцијата за вработување и преку оперативните мерки за вработување. Уште од 2017 година целиот оперативен план беше ревидиран и беше усогласен со потребите на локалните бизниси. Преку регионални средби, токму со нив дискутиравме за тоа што во одредена општина е потребно како кадар, се воспоставува обуки или тренинзи за преквалификација и доквалификација, се вклучуваат лица во тие обуки и истите работодавачи може да си вработат лица од оние кои што веќе се преквалификувани или доквалификувани. Тоа е едната работа. Втора работа е дека преку оперативните мерки за вработување исто така даваме можност на млади лица кои што се остручиле или кои што имаат одреден занает да може да формираат собствен бизнис. Навистина оваа година вложивме 8 милиони евра во само вработување. Младите лица добиваат 5000 евра ако е самостојна иницијатива за формирање бизнис или 10.000 евра неповратни средства ако се двајца кои што ќе се содружат и ќе си основаат собствена фирма. Дополнително субвенционираме и плати за да може да работодавачите добијат поддршка од државата да си платат повисоки плати за одредени занимања кои што да кажеме недостасуваат или каде што имаат поддршка. И сето ова е како еден пакет кој што интервентно мора да се затвори како заокружување на понудата и побарувачката на пазарот на труд. Но долгорочното решение е преку дуалното образование и сметам дека министерот за образование тука прави навистина значајни чекори кои што ова ќе го однесат на правиот пат во наредниот период. И законот за практиканство произлезе токму од овој оперативен план. Практиканството како мерка беше понудено и 2017 и 2018 година. Но важно беше не само за ограничените финансиски средства кои што може владата да ги издвои за практиканство да може да биде искористена оваа мерка, туку да може компаниите и оние големи, да речеме, предпријатија во нашата држава да си вклучат практиканти независно тоа дали ќе користат пари и субвенции од државата. И затоа решивме да имаме законско решение, тоа го работевме со стопанските комори, голема благодарност за нивната конструктивност и со USAID заедно, за да може да добиеме едно законско решение кој што вели да ви имате комплетирано средно образование или комплетирано високо, но вашите знаења за одредено работно место не се уште доволни. Може како практикант да се вклучите во која било фирма во нашата, која што е отворена за ваков тип на понуда и да добиете финансиски средства во првите 3 месеци 5000 денари како практикант, а во вторите 3 месеци, затоа што максималното користење е 6 месеци, до минимална плата. И со тоа работодавач, да кажеме, кој што е голем, може да вклучи 10 луѓе како практиканти и да ги селектира за себе најдобрите и да тие понатаму им го продолжи договорот во нивната компанија. Но и останатите кои што нема да се вработат во таа фирма, со самото посетување на пракса во одредена компанија стануваат многу повработливи и се поконкурентни на пазарот на трудот и со тоа правиме две добра. Од една страна креираме квалитетна работна сила, од друга страна работодавачите имаат можност да се ги спремат идните своји вработени. И во таа насока само уште еден аспект. Колку оваа законска регулатива овозможува олеснување во период од завршување на образованието до првото вработување на практикант. Токму тоа, ако ние сега во моментов во образовен процес се трудиме да пилотираме програми во кои што и учат и работат, за да бидат поквалитетни од како веднаш штом ќе излезат од училиште, првиот следен чекор е многу поедноставен ако вие можете првите 3 месеци или 6 да влезете како практикант и да ја видите и културата на одредена работна организација, да се запознаете со неа пред да се вработите. Така да навистина целиот процес го врзуваме и создаваме систем на поддршка на младите лица, но исто така поддршка и на компаниите да ги имаат најдобрите кадри кај себе.